колеги, министер. Да, јас сум заменик член на Комисијата за финансирање и буџет. И одговорно тврдам дека кога станува збор за буџетот, ве гледаме во првиот ден, а после тоа ве заменува министерот, заменик министерот. Следно што сакам да кажам е поврзано со ова. Ваквото размислување е тенденциозно, видете, и морате да сватите нешто. Ако знаете како, професионално јас се држам до сето тоа. Влезени се во собраниска процедура 5 закони кои се подпишани од Артан Груби. 5 закони кои ги бранат овде, само представниците на ДУИ. Со еден мал исклучок, каде имавме пленарна седница, а во исто време имаше потреба и од заменик министер, и од министер за транспорт и врски. Значи, тенденциозна е целава приказна. Ние, како опозиционериите, како размислуваме? И треба да размислуваме на секоја можна опција за злоупотреба на можноста да се носат вакви законски решенија. Јас бев таја која има безбедносен сертификат и која не бе во можност да го видам договорот. Не можете вие да нудите овде и не смеете да нудите раскажување на договор, некој да ми го раскаже во негово видување. Ете и јас сега ви раскажувам од моје видување дека вие, представниците на политичката партија ДУИ, како ги браните овие закони, бидејќи се во ваши интерес. Тоа е моје видување. Ама се е до перцепцијата. Да се задржиме на законот. Многу лошо законско решение за кое јас, иако немам искуство во оваа област, како граѓанин најдов голем број на забелешки. Првенствено, она што најмногу ме грижи во пределот на цели начела и основни решенија. Значи, има објаснување коридорот 8, делница Тетово, Гостивар, Бокојчани. Тетово, Гостивар, Бокојчани. А имаме објаснување доле дека станува збор за коридор ке не поврзува со регионот, во регионот со земјите членки на Европската Унија. Почитувани колеги, самиот дел во законот за цели и начала и основни решенија не е квалитетно осмислен. Оцена на финансиските последици од предлогот на законот врз буџетот. Вели не предизвикува дополнителни финансиски последици. Во ниеден од овие закони не смееше да стои оваа ставка вака, бидејќи од каде ќе бидат оние средства кои се планираат да се дадат и воопшто досега се дадени поврзано со сето ова. Бидејќи доаѓаме од областа на финансирање и буџет, сепак, нели? Или реторички дополнително нека биде прашањето од каде средства ќе набавите за да направите експроприација. Бидејќи законот е за експроприација, ама ова е закон кој, колеги, повеќе е осмислен, истиов овој закон, повеќе од она заштитнички да биде за предлагачот на експроприацијата, а за собственикот на земјиштето не. Значи, во овој закон фалат многу работи. Првенствено, јавно што го воочив, нема предвидување во кој рок ќе бидат обештетени граѓаните. Да, стои, замислете, во членот 1, под став 2, стои дека се поднесува доказ за обезбедени средства за надомест. А што е доказ? Каква форма на доказ ќе бидат и ќе приложат? Може Министерството да каже да, ќе обезбедиме средства од некоја си банка или било каде, кредит ќе земеме. Дали е тоа доказ дека ќе се обезбедат средства за да бидат обештетени граѓаните? Не е доказ. Не може да биде доказ, заради тоа што како ни тргнало да навлегуваме во должничко сценарио, може би банките нема да сакаат да ни даваат финансии. И кој на крај ќе биде оштетен? На крај најмногу ќе биде оштетен граѓанинот. Во членот 2, став 9, во одредбите, каде што стои и голем дел од колегите, јас само кратко ќе се задржам на истово, голем дел од колегите реагира и јас
изреагирам исто, е дека не може со ист третман да бидат третирани луѓе кои го легализирале објектот, ја завршиле благовремено процедурата и граѓани кои не го легализирале објектот, сите да имаат исти третман. Премногу демотивирачки. Премногу демотивирачки за јавноста, заради тоа што јавноста ја мотивирате на ваков начин да не ги почитува законите. Власта треба да биде пример за почитување на закони. Власта треба да биде пример, онаа мотивирачка сила која ќе ги тера граѓаните да ги почитуваат законите. Но со предлагање на вакви законски решенија, ние немаме таков пример во Република Македонија. Правото на собственост. Правото на собственост. Замислете, утре ви кажат, вашата куќа е од стратешки интерес и останувате без вашиот дом. Не ли е лошо тоа? Не ли е лошо на ваков начин да се понижува, да се плаши, да се деградира? Не ли овозможува такво нешто, ова законско решение? Можете, што сакате да правите доколку сте власт, а доколку сте народ, ке чекате, ке се надевате, ке посакувате подобра иднина, ама тоа дали ќе биде? Да, ќе има надеж. Ама со оваа власт на ваков начин нема. Но редно е да има промени, а промените набрзо ќе дојдат. Значи, нема судска заштита и можност за судска заштита. Противуставност има во овој закон. Сега се ќе зависи, поврзано со овој закон, од Уставниот суд. Тој може да донесе одлука за да не важи законот, нели колеги? Уставниот суд треба да донесе одлука. Дали е овој закон, бидејќи го имате мнозинството, дали е овој закон уставен или е противуставен? Но верувајте, со ваквиот начин на работење што го имате, ние како опозиционери се прашуваме дали навистина ќе има уставност во Уставниот суд. Зошто? Заради тоа што Уставниот суд и сите можни форми на судови што ги има во државата, ги редите како што посакувате и како што е во ваш интерес. Бидејќи, како што ги прашав сите, така ќе прашам. А морам да ви кажам, браво за храброста зашто сте ставиле име и презиме на празна табела и сте ја подпишале. Арно, ама најверојатно е заради тоа што се чувствувате толку силни, бидејќи имате ваш обвинител. Нели обвинителот е од Зајас, кој не се познава, на реплика колега, на реплика ве молам без дофрлање, кој не се познава на што да веруваме, на кое судство да веруваме, на транспарентното судство кое го немаме. Вие бевте дел од тоа Сваровски судство. Немојте да заборавите дека сте 20 години на власт и вие сте биле дел од тој кабинет, господине Адеми. Ништо не ви исклучува од можноста за што сте ја имале за злоупотребување и ништо не ви исклучува од можноста и за одговорност да имате. Малце ми е страшно мене вака со грб завртена да ви зборувам. Да, признавам дека ми е страшно вака со грб да зборувам. И зошто се овие размислувања и зошто се овие стравови? Сето тоа е заради поврзаноста со криминалот и тенденциозноста која ја имате. Убедете не дека не е така со една јавна расправа, убедете не дека не е така со транспарентно носење на закони, а не цела Европска Унија ви вели дека ги кршите процедурите, не се исправни процедурите, вие продолжувате пак. И на кого да веруваме, на кого да се подпираме? На оние што лажат и крадат? Не, колеги, но ќе има правда и одговорност за секој еден од вас.
Благодарам.